Изминатиот период особено актуелен владиниот авион, за него изминатиот период многу говореше и државниот врв, почнувајќи од претседателката Гордана Силјановска-Давкова, како и премиерот Мицкоски, а и од Созара постојано го држат во јавноста. Во каква состојба е во моментов авионот? Имаме многу дефекти со него. Не се животозагрозувачки, меѓутоа можат да направат многу несакани моменти на делегациите кои што се превезуваат. Имено се случило многу пати да стигнеме негде до некоја дестинација и веќе авионот да се расипе и делегацијата да мора да се враќа со редовни линии. Дали се уште можат да се најдат нови делови за него? А и колку често сте на сервиси со него? Дали повеќе се оди на сервиси со него отколку што се користи од страна на државата? Можам да кажам дека е еден од најсервисираните авиони што постојат, но технолошки е презастарен. За сервисирање само отидено е 92 лета има за Нимберг. И вкупно 294 часа налет само за прелет до Нимберг и назад, за редовен сервис 37 лета за овие години и вореден 54 лета. Авионот има вкупно 4000 часа летање. Ово е скоро 10% од вкупниот негов налет. Фабриката Лирџет се затвори во 2014 година и имаше уште година-две нови делови. Од 2016-17 ние имаме само репарирани делови на тој авион. Тоа значи дека сега ќе го смените, за 10 дена може да пак да се расипе. И тој се случувало, за жал. Само гумите се нови. Покрај тоа што би го користеле владините делегации авионот, се споменува дека истиот би се адаптирал и за медицински услуги, односно за потреба на пренос на граѓани во некои странски болници или слично, или пак од некаде да се донесе некое лице во земјава. Дали се планира, доколку се набавува нов авион, да се инсталира, да кажеме, на таква опрема во него? Доколку би се земал, тој би бил потполно со опрема, со лежалка и со додатни апарати за пренос на пациенти. Идејата за новиот воздухоплов е и наша желба, како Созара и како авиослужба, да тој авион не се користи само за политичарите, туку да се користи во медицински цели. Што сакам да кажам? Ќе дадам примери од регионот. Српскиот авион, еден од трите, да кажам, носи деца бесплатно на операции низ Европа, каде што е потребно и каде што не можат српските здравствени услуги да го завршат тоа. Јас сум имал, например, случај да ми се јави родител, детето му имаше карцином на очите и ме молеше да му го превеземе детето во Истанбул хитно. Ние во тој момент немавме никакви услови да го направиме тоа. Замислете за Кочанската трагедија, доаѓаа луѓе, односно доаѓаа држави со своји авиони и ги земаа нашите деца. Можевме ние тука многу исто да учиниме.